Добро вечер. Жешка, врела, јунска вечер, 12 јуни, 21 часот и некои 3-4 минути. Време е за печат на неделата, среда, редовен термин. Јас сум Сашо Ордановски, а денешната тема ќе се обидеме да ја пресечеме со еден наслов кој што денеска малку го смисливме, бидејќи мислам дека ја опфаќа целата, да кажем, проблематика со која се занимава Македонија во последните веројатно 2-3 недели. Има ли потреба од ваква драма, како што се прави околу добивањето на датумот за преговорите од почнување со Европската унија? На таа тема ќе поразговараме со моите вечерашни гости, со Ивана Туфекџиќ, кој што е пратеник во собранието на Северна Република Македонија, најмладиот пратеник, и кој што е подпредседател, меѓу другото, на Комитетот за евроинтеграција. А сте и член на Комитетот за надворешна политика и така натаму, инаку дипломиран политиколог, така што темава отприлike баш ќе легне помеѓу оваа млада генерација и Ѓорѓи Филипов, се извидувам. Ѓорѓи е нешто постара генерација, сеньори, нашиот супер искусен дипломат со долгогодишна кариера во неколку главни градови, меѓу другото и во Берлин, зашто сега ќе правиме муабет. Така и со други разни искуства во животот, кои што не се неважни, но за оваа емисија вечерва овој дипломатски стаж се разбира она на што се концентрираме. Да ве прашам и двајцата, може би Ивана да почнеме, иако дамата има предност, ама сепак со искуството да почнеме. Господин Филипов, има ли потреба од ваква драма како што се создаде го тоа, дали ќе го добиеме или нема да го добиеме датумот баш сега во јуни? Јас ви благодарам на ваквиот наслов. Значи, нема потреба од драма. За нас нема потреба, за тие што ги познаваат работите, нема потреба од драма, затоа што е само ова една, да кажеме, ако со оперски јазик да се изразиме, увертира на тоа што следува. Со оперски јазик речено е една оперета. Ова е увертира, сепак јас би рекол, на операта што ќе биде влегување на Северна Република Македонија во Европска унија. Ова е увертира за давање датум и нема потреба. Таа овертира трае едно кратко време, дали е една минута, не е сигурно, дали е 5-15, зависи од режисерот. Меѓутоа, сметам дека дали ќе биде датумот во јуни, во јули или во септември, октомври, дека нема голема разлика. Има разлика меѓу, можеби, за учесниците во операта, како велите овде, затоа што инаку за нас како земја не е толку голема, не е толку страшно сепак. Мислам тоа дека ќе биде одложено едно фазно поместување, велиме не инженерите, на таа одлука. Прво, ако зборуваме за Германија, што ќе се донесе во парламентот, односно во Бундестагот, а потоа и во Советот на Европа, бидејќи препораката од Европската комисија, односно Европскиот парламент ќе си остане како што е, таа важи без разлика што ќе биде тогаш, можеби друг парламент, и до октомври, мислам, нема да се смени. Тоа не спречува да ги направиме сите анализи кои се врзани со овие, бидејќи некои нив се занимливи. Тоа е мое лично мислење, се разбира, и влијаат милион фактори на Госпожица Туфекџиќ, се согласувате ли со оваа констатација? Ви благодарам многу на поканата, навистина ми е чест да седам со вакви соговорници. Тоа е вистина чест, особено кога сте најмлада во парламентот, за овие теми. Јас мислам дека во овој момент, точно драма, ако наречеме дека има драма, не мислам дека треба да има драма, меѓутоа мислам дека многу е важно каква порака ќе испрати Европската унија кон нас и кон компромисот кој што беше направен во поглед на договорот од Преспа, особено меѓутоа ние гледаме и во европскиот извештај и други напредувања кои што се направени точно врз основа на јасната перспектива која што ни беше дадена. Така што не мислам дека тоа нема да ни значи многу 2-3 месеци, напротив, мислам дека ќе ни значи многу, бидејќи во еден контекст, особено во Македонија, каков што е. Ние сме фрагилна демократија, земја која пред само 2 години се зборуваше дека е заробена држава, земја која на 27 април пред не толку одамна беше на работна граѓанска војна, сега одеднаш станува светол пример на Балканот. И мислам дека Европската унија ќе загуби многу во својот кредибилитет, најпрвен кај про-ЕУ силите во земјата,
а потоа нормално тоа ќе им даде големо значење на оние евроскептици кои што не можете да ги најдете и само во опозицијата. Вие можете да ги најдете и по други некои сили кои што можат да добијат. Сепак ќе се обидеме малку подлабоко да навлеземе, бидејќи мислам дека сите овие анализи и целата оваа елаборација слушаме веќе со недели, дури мислам дека и самиот премиер оди експлицитно во некакви квалификации и така натаму. Ќе се обидеме малку да расчепкаме околу овие, да кажам, ситуации со кои сме се соочени. Филипов, имате огромно искуство и со Германија, и со Европската унија, се разбира и така натаму. Ретко се случува, до сега никогаш, да Европскиот совет одбие позитивна оценка на Европската комисија. Се случувало предходно повеќе пати да на негативна оценка донесат политичка оценка за прием на земји членки, за отпочнување преговори. Нели ги знаеме целиот овој бран од јужноевропски земји, значи Португалија, Шпанија и Грција на времето и така натаму, до најновите случаи со Бугарија и Романија, која нивните извештаи не беа ни приближно до овие нашиве, но заради одредени политички состојби и така натаму. Ова ќе биде еден уникум за Европскиот совет. Впрочем, ќе видиме каква ќе биде одлуката, но сите сигнали се дека, вклучувајќи денеска и средбата меѓу Пендаровски и Туск, дека нема да има датум. Може ли да не објасните сепак зошто е тоа така? Јас ќе се обидам, иако тоа го направи во едно писмено интервју, меѓутоа еве сега и за пратеничката, која што оценам и честитав што на толку години е сепак пратеник и на тоа на важни позиции во парламентот и во комисиите. Европска унија е една структура. Значи не е тоа една земја која што некој еден човек ќе даде некакво ветување, па тоа ќе биде исполнето. Значи Европска унија е една матрица во која што има повеќе чворови, односно јазли, да ги наречеме. Едно е Европска комисија, второ е Европски парламент, трето е совет, генерален административен совет на кој што министрите за надворешни работи ќе дадат своје мислење за препораките на Европската комисија, односно усвоените препораки на Европската комисија, Европскиот парламент, а друго е советот на Европска унија, кој што пак ќе ги гледа политички од нивен аспект како составен од луѓе избрани кои што ги представуваат вистински земјите, значи не како парламентот, него над парламентот европски е поставен Советот за Европска унија. Како што во Обединети нации имате слична ситуација со Советот за безбедност во Обединети нации, кај што можат, не знам, сите членки да гласаат нешто на Генерално собрание, ама Советот на безбедност вели не, иако се само 5 земји. Значи тоа е една структура, плюс променливите членови, тие се не ги увредам, значи не се за украс, меѓутоа се навикнуваат полека и други членови да бидат членки. Еве Германија е долго време членка, дополнителна, меѓутоа 5 основни се најважни. И затоа и овој договор ние со Преспа што го правевме околу Преспа агримент, викаме пред Советот за безбедност, сите членки на Советот за безбедност го одобрија, зашто тие и не задолжија така него да го решават. Па и сите членки на Советот на Европскиот совет не фалат за тој договор. Не е спорно тоа. Слична е ситуацијата во значи Европската унија, ако наблюдуваме сега до 28 земји членки, претставителите на држави, шефови на влади во тој Совет за Европска унија гледаат поинаку малку на работите отколку што гледа Европскиот парламент. Се знае, во парламент вие и кој ќе имате парламентарна демократија, вие сте многу послободни отколку министрите за надворешни работи на земјите. Вие како парламентарци, што се сценаријата кои они ги гледаат? Една работа е всушност еве да тргнеме од германците, кои што знам како функционира како систем. До пред неколку години, да речеме пред 15 години, можеше нешто да предложи самиот канцелар, што се однесува значајно за Германија. Меѓутоа се донесе одлука, се промени уставот и за секое поважно надворешно политичко прашање, особено за нивното учество во како што беше германското учество, доволно беше министерот за надворешни тогаш мислите во мисии странски? Да, кога учествува во НАТО и бомбардира прва Србија, после тоа се донесе а парламентот не гласаше за тоа германски. Се донесе одлука за било какво, дури за еден војник германски да оди во странство, мора да гласа на германскиот парламент, односно Бундестагот. Дури за една, а камоли пак за ова прашање какво што е дали во еден сојуз кај што е Германија една значајна членка може да влезе уште некоја друга членка. Значи тој услов не е исполнет.
германскиот Бундестаг не дискутирал уште за тоа прашање. Германскиот Бундестаг дискутираше за прашање за влегувањето на Северна Република Македонија во НАТО и тој беше усвоен со огромно мнозинство, само две партии гласа против, алтернатива за Германија и левицата, кои што се воопшто левицата против НАТО, алтернативата од други причини не се познати, повеќе се однесуваше, да не навлегуваме во детали, значи. Сега, што е толку тешко, Ѓорѓи, да парламентот ја предискутира оваа тема за која што помалку и повеќе сите имаат согласни ставови? Позадински го искористија доста од партиите, СПД, иако е коалиционен партнер, значи Социјалдемократската партија, на ЦДУ и на ЦСУ, значи на Демократската унија и на Христијанско-демократската унија, кои што се една партија со две лица. Меѓутоа, тие во мнозинство и тие треба да го дадат конечниот збор. Свесни за неусогласеноста на европско ниво на сите членки, не сакаат најголемата членка во Европска унија да донесе некаква одлука која што може на Советот на Унијата да падне. Добре, тоа сакате да кажете дека е француско-германско сценарио? Па француско-германско сценарио. Вие ако крстите сценарио. Ја ќе уште неколку Значи, не е само тоа, имаме и други земји како Холандија, како Данска. Имате плюс уште еден важен момент. Противат на пакетот. Важен момент беше и тоа што се одржа, нели неодамна се одржа европските парламентарни избори. На европските парламентарни избори овие Европската народна партија изгуби доста гласови. Изгуби и Социјалистичката партија гласови. Видовме дека во Франција председателот Макрон, неговата партија, само за многу малку поени изгуби од крајно Зошто тоа да се десната одразува партија на статусот на Македонија? Па затоа што ако тој значи дека има голем број французи кои што не сакаат проширување на Европска унија. Сега ви кажам како размислува тој. Тој секој политичар може да имате. Имаме уште една варијанта. Во тоа гласање за Европски парламент, Германија имаше свој кандидат овој пат за председател на Европска комисија, кој што не помина најдобро така наречен шпицен кандидат, Манфред Вебер. Меѓутоа, канцеларката Меркел и воопшто Германија сепак инсистира тој да биде. Ќе се согласиме ли, ако ништо друго, дека Македонија нема своја вина во ова што сега се... Нема никаква вина, нема никаква... Мислам дека тоа во Македонија е разрешено прашање. Не би го нарекол колатерална, ние не сме штета колатерална. Ние треба да се привикнеме на сите тие политики, да се привикнеме на европската реалност. Добро, ајде да додадеме уште некои елементи на тази. И Европската унија. Ако земете само Европската унија, Европската унија си се изјасни, Европскиот комесар рече дека Македонија заслужува, Европската комисија, Европскиот парламент дека Македонија заслужува, председателот на Европска унија, односно на Доналд Туск, дека Европа смета дека Македонија заслужува. И окей. Што се другите елементи, Ивана? Јас овде не мислам дека се работи само за да наречам, некој обвинува дека се работел за политичка наивност на владата, да поверува дека ете сега Не, јас не сум го рекол тоа. Не вие, туку беа такви гласините, а и не се работи само мислам дека за европскиот контекст. Јас на вистина не знам. Што ќе биде толку тешко да се препорача датум за почеток на преговори на Македонија, која што го завршила својот дел, да речеме, од приказната, бидејќи претходно зборувавме дека само спорот е проблемот, кој што е сега затворен. Не наоѓате други елементи за таа одлука, бидејќи гледам дека реториката води во насока дека сме збунети зошто не Јас мислам дека и експертската јавност и поранишните амбасадори, дипломатики се согласат дека овде вина немаме како неколку алтернативи да ги разгледаме. Можете да зборувате за брзина на реформи. Можеме, меѓутоа мислам на нешто друго. Ако ми дозволите, за да не останеме на веќе познатите аргументации и така натаму. Едната теорија вели дека Европската комисија до едно ниво, но секако земјите од Европската унија, па и не само тие, имаат проблем со Албанија. Тоа е, добро. Доколку се случи Македонија да добие датум, Албанија да не добие, ќе добијат ситуација во која што сите муслимански земји на Балканот и во Европа, тоа значи Босна, Косово и Албанија, ќе останат без приклучок ефективен во интеграцијата во Европската унија. Тоа за некои европски кругови е сценарио кое што не е пожелно,
и кои што мислат дека заради оваа драма која што се случува во Албанија, дозволете да елаборирам, јас не велам дека е тоа сценариото, но сакам и публиката да ги чуе алтернативите за да се обидеме да видиме дали тоа има врска. Значи, еве одма да провериме. Има ли во тоа, Филипов, некаква? По мене нема. Во Франција и Германија има 2 пати поише муслимани, 3 пати отколку што има на Балканот. Но ќе се согласите дека се работи за друго формулирање на проблемот. Значи не се работи за бројот на муслимани. Дали мислите дека од бриселски аспект тоа би била лоша порака? Ниту е Албанија само муслиманска земја. Се согласувам, се разбира. Ниту е Косово, ниту е Босна и Херцеговина само муслиманска. Се обидам да ги поедноставам тезите, но не се тие тези толку компликувани. Оваа година Германија прими за овие 2-3 години 1,5 милион најчесто муслимани од бегалци. Добро. Значи мислите дека не е таа теорија, исто така не ви се чини таа теорија? Не се согласувам дека на национална база или на верска база. Втората теорија да ја провериме. Втората теорија малку се расправаше и во германскиот парламент имено. Втората теорија дека ова сепак една услуга која што ја прави Меркел и CDU-CSU за нивните партнери во Грција. И тоа не само во очи на изборите кои што треба да се случат воредни во Грција, туку и како некаква компензација за поддршката што му ја дава на Ципрас, а зашто грчката десница имаше големо противење. И сега се обидуваат да го одложат датумот за преговори за барем таму да завршат изборите како некаква меѓупартиска и така натаму. Мислите дека таа теорија држи, бидејќи таа беше артикулирана и од германски пратеници во Бундестагот? Јас, видете, Мицотакис во ниту еден момент не рече дека ќе не блокира или дека ќе го ревидира Преспанскиот договор. Што значи дека тука, барем Македонија е во некаква чиста ситуација, точно дека многу потешко би се граделе некои мерки на доверба и така натаму, меѓутоа тоа е помеѓу двете земји. Не мислам дека во европски контекст на било кого би му одговарало да ние останеме блокирани особено од земја членка на ЕУ, особено после единствениот договор кој што тие самите велат дека е Не само тоа, особено кога и самата грчка влада притиска да добие. Така е, апсолутно. Најголемиот лобист за Македонија, за Северна Македонија во моментов е грчката влада. Значи не е тоа сценарио кој што дури и да постои мал момент против услугата е многу голема. Значи и да постои момент на поддршка, меѓутоа би било од другата страна на тасот дека да не се спрешува понатаму ако дојде десницата на власт во Грција, да не се спречува напредокот на Македонија за влез во ЕУ. И да има, тогаш е условено со ова. А и самиот Мицотакис изјави дека јас очекувам и понатаму Грција да ја поддржува Северна Македонија во Европскиот парламент и секаде во напредок. Таа приказна ќе ја проанализираме малку после рекламите, бидејќи тоа се убаво звучи, ама ние сме навикнати. Трето сценарио. Не ли ова извесен вовет и некаква подготовка за јасно искажаните намери на Франција особено, па и на Германија, да Европа почне да работи Европската унија во две брзини? И во таа смисла да се направи една реконструкција на составот на Европската унија, да има земји кои што ќе имаат поголема моќ и право на одлучување, земји кои тоа ќе го имаат помалку. И дека заради таа внатрешна дебата сега не им треба и дополнителни некакви проширувачки амбиции така, додека евентуално не се какво излучи таа. Јас се обидувам да ги набројам сите овие на кои најдов во последниве 2-3 недели од разни европски. Има ги нашето одлагање врска со таа амбиција на самата Европска унија да се реинвентира. Мене искрено последниве месеци од она што го имаме и од средби, и од дискусии, поддршката е јасна. Меѓутоа очигледно дека унијата особено пред европските избори, каде што добивавме јасни пораки дека се што ќе се случува ќе биде после европските избори, поради и стравот на радикалната десница и така натаму. Меѓутоа звучеше дека имаат потреба од некаква внатрешна дебата во Европската унија и гледаме дека имаат и предизвици со одредени и членки, меѓутоа и подамот на евроскептицизмот, радикалната десница, популизмот и така натаму. Што е право, резултатите покажаа дека тие потврдија. Но мислам дека ако завлеземе во таков тип на дебата, тогаш
ќе го завртам малку, пред да стигнеме до четвртото, ако не залажам сценарио, ќе го завртам на едно сценарио кое што вика brain drain од Западен Балкан. Значи, младите луѓе од овде, меѓу другото, не си одат само поради економски причини, си одат и поради немање перспективност. А перспективата им ја дава Европската Унија како систем кој што го замислуваат од земји членки, значи вие сте во клубот на големите, развиените, имате економија каква што имате јасни правила на игра, владење на право, нешто што е многу важно за функционирање и борба против корупција. И сега, ако вие затворите вратата и речете на овие млади луѓе од целиот Балкан и Македонија, се разбира, ако им речете, знаете што, ние ќе имаме внатрешна дебата околу тоа како треба сега да изгледа Европската Унија, бидејќи имаме и проблеми самите внатре, тогаш тоа не гледам каква перспективност ќе им даде. За да останат тука? За да останат и на Балканот и да... Па знам, ама ти не одат во Азербејџан, одат на работа во Германија. Ама апсолутно. Ама апсолутно. И потоа вие доаѓате во ситуација каде што многу бројни ќе ви кажат, знаете што, вие мора да почнете да адресирате прашањето на одливот на мозоци. Да, точно. Ама ние мораме и да добиеме некаква перспектива дома да добијат тие млади некаква перспектива. Се разбира, но тоа не мора да е неопходно проблем на овие кои што седат во... Видете, не се работи дали е проблем или не е проблем. Ако вие зборувате дека Балканот е дел од Европа и дека ние сите треба да станеме утре членки на Европска Унија, значи дадена ни е јасна некаква визија дека тоа ќе се случи. Не ни е дадена година, се шпекулираше со датуми, со години и така натаму, но и тоа остана и беше демонтирано неколку пати. Значи, вие имате јасна визија, нели, на патот каде сакате да одите. И тогаш многу е, како да речам, нема да зборува за кредибилноста, ако вие на половина од тој пат речете, знаете што, го сечеме патот. Тоа ми се чинат како внатрешно политички дебати. Мислам дека утре Меркел и Заев нема за ова да разговарат. Зашто ќе разговарат Меркел и Заев утре? Јас би ги дополнил ова околу брзините. Значи, ако земеме што се случува, имаме една двојка, значи Франција и Германија, и една тројка, Вајмарски триаголник, Франција, Германија и Полска. Во последно време многу ретко се среќаваат тие три земји заедно, иако рекоа дека ќе се среќаваат редовно, како што се среќаваат и Меркел и Макрон, односно претходно Меркел и како се викаше Оланд, па претходно Саркози и така натаму, Жак Ширак, јас што ги паметам што Значи, сега гледаме дека Франција сака со ова неизразување, прво замоли да не се дискутира за тоа прашање, за да не освојат многу гласови пред парламентарни. Сега моли за тоа да го разгледа извештајот и треба, не моли. Културно се вели, ни треба време за да одлучиме дали ќе не само Франција, тоа го побара и Данска, тоа го побара и Холандија, може би и уште некои земји за кои што не знаем, види денеска Туск крече повеќе земји. Побарале време за размислување. Што е позадината? Не. Нас не учат од друга страна, значи и на мало трпение. Ако земеме, Велика Британија требаше во март месец да напушти. Еве уште не напуштила. Значи Европска унија има трпение да разговара, таму има трпение, дури даде оставка и премиерката, уште не се знае како ќе биде начинот на излегување на Велика Британија. Значи, се учиме малку и на трпение од друг аспект. Добивате НАТО за 2-3 месеци што ќе се случува. Не можете да си дозволите да ја оценувате Европска унија вие. Значи можете да си дозволите, може да кажете, меѓутоа не може да си дозволите. Тоа не си го дозволуваат меѓу себе ниту американци, еве ќе кажеше нешто Трамп, па после ќе повлече мислење или обратно. Ќе каже некој од европјаните нешто, па ќе го повлече мислење. Ќе правиме Министерство за одбрана на Европска унија, па не правиме. Овој ќе дадете, не знам, 5% за НАТО, па не даваме 5%. Значи, тоа се нормални ситуации. Тоа што ние сега, нам политички внатрешно овдека ни значи многу. Јас би бил пресреќен да може тоа да се случи утре и да речат на 21-22 Советот. И теоретски може. Мада треба германскиот парламент. Меркел не може без парламентот. Значи може во јули само да се случи. Да ти нема седница.
до 21. Филипов, јас гледам дека инсистирате на тоа дека дека германскиот Бундестаг е тој кој што ние го имаме дека Меркел е таа која што ја кочи. Може да закажат некоја ванредна. Па се разбира и веројатно дискусијата за Македонија не би траела повеќе од 30 минути. Можно е таа варијанта за две брзини, меѓутоа не гледам што толку ќе смета дали од Македонија сигурно ќе биде во она со втората брзина. Ние гледаме дека и 13 земји членки потпишаа посебен меморандум дека бараат од Европската, од Советот, што е по мене не убаво звучи, јавно е, меѓутоа тоа ќе го кажат и на министерот за министерскиот состанок. Убаво е да остане за историја. Така, и ќе го кажат и на Советот за Европа, меѓутоа на крај ќе бидат единствени. Значи сите одлуки со консензус. Ивана, па да одиме на реклами, повеќе. Јас само околу трпението. Значи претходно ме најавивте, најмлада сум точно во составот и така некои би рекле се од гледачите, природно е да има нетрпеливост. Не е така. Не е нетрпеливост, нетрпение. Нетрпение. Меѓутоа, трпението сега ние колку имаме трпение? Поминавме низ каков процес? Двотретинско мнозинство, устав, промени во уставот, се тоа што одеше со договорот од Преспа, националистичките сили кои се разбудија, бойкотирање, референдум, така натаму. Се заради, нели, јасниот пат на каде што одиме. И тогаш не можете да зборувате од страна на Европската унија, не можете да зборувате за трпение. Сега имајте малку трпение, бидејќи ние ќе имаме една внатрешна дебата, која не сме баш сигурни колку долго ќе ви трае, ама ќе бидете така. Затоа што, видете, ние сме зборувале нешто пред гласачите. Овде. Зборува и видовте една плејада на европски државници кои доаѓаа во земјата и кои зборуваа токму за ЕУ перспективата. Им се обраќа и на тие млади луѓе кои јас ги застапувам, например. И сега да зборувате за трпение, дека ние сме нетрпеливи, бидејќи чекаме, да, нестрпливи сме сега, чекаме, ама да се стрпиме уште малку. Мислам, вие тоа апсолутно тие имаат, може тоа да го направат, меѓутоа многу ќе зборува за тоа колку и поддршката овде расте и ова не е, мислам, не се толкува веројатно како некаква закана. Тие не верувам дека воопшто перцепираат ваков тип на како закана. Меѓутоа може да ви порасне евроскептицизмот и тоа е реалност, може да ви пораснат некакви си радикални движења, дополнително, јас се извинувам, меѓутоа ние имавме ситуација на 10 години, нешто што тие го нарекоа заробена држава, ние овде го викавме режим, кој што се случи благодарение на тоа што, меѓу другото, и немаше перспектива, односно тогашниот премиер свати дека не му одговара многу ова друштво да му ветува нешто, кое што нема да се случи после, и тогаш свати дека може да тргне и по еден пат, каде што доволно ќе соработува, меѓутоа сепак тоа ќе се претвори на крај во нешто што се вика тоталитаризам. Создавањето на тоталитарни држави, а апелирањето на трпение кај фрагилни демократии, фрагилни општества, кои што се издигнуваат и работат, и тоа е нотирано како добар прогрес, при тоа никој не бара утре да станеме членка на Европската унија, бараме да отпочнеме преговори за да можеме да влеземе во брзиот воз и да ги отвараме и затвараме поглавјето едно по едно. Ве оставам да направите широката експликација. Има работи што не ги кажувате на гласачите, за тоа ќе поразговараме веднаш после рекламите. Неверојатен бонус од 16.000 денари за вашиот нов 50-инчен 4K Ambilight Philips телевизор со Philips Hue Smart осветлување. Аквавива ја представува Get On, линијата спортски води. Get Active, Hydroactive. Get Ready, Restart. Get Slim, L-карнитин. Пред, за време и по тренингот. Аквавива, живот во форма.
Супер понуда за супер недела во Тинекс. Скараджиски колбаси 1 килограм за само 185 денари. Кулен Джокич 1 килограм за само 379 денари плюс 50 поени. Осоговско овчо сирење 1 килограм за само 219 денари плюс 50 поени. Сладолед Церма 900 мл за само 115 денари плюс 50 поени. И шампон за коса Head & Shoulders 360 мл за само 168 денари плюс 100 поени на вашата Поен Плюс картичка. 25 години инспирирани од вас. Тинекс. Официјален партнер на Леман. Со горивата Extreme и G-Force. Официјален партнер на Манчестер Юнайтед. Официјален партнер на MotoGP. Американско гориво за врвна економичност и перформанси. Галф. Бензински станици. Добро познатиот вкус на пелистерка, збогатен со силен вкус и арома на лимон. Пелистерка Битер Лемон. Идеална доза свежина. Некои тоа го сакаат дрско, а некои го сакаат нежно, романтично. Метрополи, како што го сакам, од Цермат. Супер понуда за супер недела во Тинекс. Скараджиски колбаси 1 килограм за само 185 денари. Кулен Джокич 1 килограм за само 379 денари плюс 50 поени. Осоговско овчо сирење 1 килограм за само 219 денари плюс 50 поени. Сладолед Церма 900 мл за само 115 денари плюс 50 поени. И шампон за коса Head & Shoulders 360 мл за само 168 денари плюс 100 поени на вашата Поен Плюс картичка. 25 години инспирирани од вас. Тинекс. Воспоставете рамнотежа во организмот, зајакнете го имунитетот, подобрете ја општата здравствена состојба. Пробајте Canoil Bio, природен маслен екстракт од канабис. Спреј со висока концентрација на CBD, без психотропно дејство. Благосостојба од природата. Canoil Bio. Добро познатиот вкус на круша и уште подобро познат квалитет на пелистерка. Пелистерка газоза. Идеална доза, традиција. Битолско кисело млеко, прво и омилено уште од 1952 година. А сега традицијата ја збогатуваме со нов вкус кој освежува. Битолско екстра кисело млеко. Поврзете се со VIP Combo Box и добијте брз интернет дома или во вашата викендичка. Каде и да сте? Едноставно вклучете го уредот и за само 599 денари месечно уживајте во сурфањето. VIP, член на А1 Телеком Австрија групацијата. Економијата силно тргнува напред. Бруто домашниот производ за прв пат изнесува 4,1% во првиот квартал од 2019 година. Невработеноста падна на историски најниско ниво од 17,8%. Во последните 2 години отворивме нови 49.522 работни места. Обезбедивме 624,5 милиони евра директни странски инвестиции. Оваа бројка продолжува да расте. Во Македонија вложуваат компании како Теламон од САД, Баумер од Швајцарија и Герешајмер од Германија. Обезбедивме повеќе од 20 милиони евра поддршка за домашните компании. Преку 360 компании ја искористија помошта и ја подобрија својата работа. 2 години заедно со СДСМ, 2 години силна економија, 2 години зборот важи.
Добро вечер назад во печатна неделата. Ѓорѓе Филипов, Ивана Туфекчич, разговараме за дали има или нема потреба од правење драми околу добивањето на датумот и се обидовме во првиот дел на емисијата да разглобиме, ако ништо друго, неколку сценарија кои што освен овие видливите може би стојат, а заедно констатиравме, се надевам дека и тие не се, да кажем, некаков двигателен дел во актуелната политика на Европската унија. Филипов, има една изрека која е прилично стара, која вели дека најважната членка на Европската унија отсекогаш биле Соединетите американски држави. И дека де факто заради стекот на околности кои сега ние нема да ги анализираме, но во последните 2-3 години настана едно повлекување на американците, па и од Балканскиот регион, дека Европската унија сега без својот најважен член почнува да се враќа на некакви своји стари геополитички игри кои што се влечат назад 100-150 години, па дали тоа не се сега повторно реактивирање на некакви вакви вертикали, онакви трансферзали, широчини, должини географски и така натаму. Како ви изгледа оваа де факто, доколку американците беа порешителни, веројатно и во Брисел ќе може да се наметнат со некаква поголема брзина, дури не неопходно за датумот. Денеска, само вие веројатно немавте прилика да го гледате дневникот на Еден ТВ, нашата дописничка од Вашингтон направила напор, разговарала со 5-6 експерти за Балканот, резиденти во американци во Вашингтон. Сите се согласуваат дека е срамно и многу лошо стратегиски што го прави Европската унија со Македонија. Значи таму експертската, веројатно и политичката елита е согласна околу тоа. Но дали ова повлекување на американците и од Балканот, па и не само од Македонија, него и од некои други невралгични точки, ја донесува Европската унија и особено водечките земји да почнуваат да бидат заради товарот од поголемата улога што имаат, се помалку збунети, помалку се враќаат на старите карти, на старите интереси. Има ли таква приказка, Филип? Може би има една пробна варијанта што ја прави тоа Соединетите американски држави, тоа го прават со Европа, да видат како ќе се однесува. Тоа вратите се малку назад од моментот кога настана разрешување на политичката криза во Македонија. Значи, еден специјален пратеник, друг специјален и на крај дојде еден германски специјален пратеник, Јоханес Хајндел, и кризата некако се разреши. Значи, од кого не слушнавме многу до душе. Ништо не слушате, таков човек. Го познав одамна, меѓутоа кога зборува многу јасно, многу малку и многу јасно и многу и видовме дека имаше резултати. Значи таа улога што и беше на некој начин даден на Германија, еве да видиме дали вие може да разрешите една криза во Европа, еве и во некоја мала држава да биде, како што е тогаш беше, значи Република Македонија. Некаков резултат настана и работите почнаа да добиваат едно движење. Тоа значи дека Европа имаше некаков капацитет да го разреши тоа прашање. После се случија нови избори во Франција, значи дојде нов председател, релативно млад, кој што има своја визија за развојот на Европа, кој што сака да направи длабоко прво интроспекција една на самата Европа и да прави реструктурирање на Европа, понатаму да размислува за екстензија, односно за проширување, иако Балканот треба да се всмука во Европа, не да се прошири Европа, нема кај да се шири веќе, таа е таа. Земајќи е Украина, уште може би, ако и Турција, со Турција траат преговорите бесконечно. Значи, може би постои една таква варијанта, кај што Соединетите американски држави рекоа да видиме колку е способноста на Европска унија сама да ги разреши одредени прашања. Ако сте политиколог, социолог, знаете дека во работата со маси, со држави, дека си постојат и таму правила, не се така јасни како кај нас во математика и физика, ама и таму постојат правила, постојат и тестирања на мали работи, како што постојат и во хемијата и во биологијата, така може би постојат и тестирања. Фала Богу, пројдовме без војни, без некакви потешки, не знам, експерименти. Така што еве една земја ќе стане нова членка на НАТО без на сосема мирен начин. Јас ја гледам, се разрешија две важни прашања што ги имаше тогашна Република Македонија, значи со Бугарија и со Грција. Ова што има моментални тешкоти и надмудрувања околу тоа и самите гледаме колку е тоа. Ќе ми простите на вашите науки и на историја, и на социологија, и на политикологија, кои што можете да си ги толкувате како сакате, па за некоја вистина треба двете страни да се согласиле дека е вистина. Кај математичарите е многу просто, нели? Меѓутоа, оттаму
гледате дека постои тестирање и тестот на нас не тестираат. Може ли оваа земја сама да разговара со соседите? И земјата разговара, како што гледате. И тоа упорно се држи до незините ставови. 100 пати ќе повториме уште еднаш. Значи, комисиите што разговараат со соседните земји не разговараат само за тоа што ќе промени Македонија. Значи, разговараат и што ќе променат со соседните земји. Одите таму нивните вести да ги гледате и нивните разговори, кај што, значи, тоа е еден да се навратиме на оваа теза. Ивана, го чувствувате ли вие тој недостаток на американска интервенција во целиот овој? Ама гледате дека никаде нема во тие комисии, никаде нема некаков член од Америка, као порано Пердју, па преговара, па не знам. Мислите во меѓудржавните? Во меѓудржавните. Па тоа тама работа која би така, бидејќи тоа до 2001, 2002. Добро знам, ама тие се за внатрешните комисии зборуваме, не говориме за билатералните така натаму. Да, имаше Меќу Нимиц како посредник во целиот договор. Заврши тоа. Сега сме ние оставени, еве така за прашање околу марките називите ќе има делегати од Светска организација да го простиме прашањето. Ни фалат ли американците во целата приказна за да продолжи успешно приказната? Добро, јас не мислам дека ни фалат ли повеќе, да кажем. Не мислам дека заминале. Не, таман работа дека заминале. Мислам дека се согласувам со Филипов дека малку не сега е времето да покажеме колку сме зрели. Значи, пак ќе повторам, пред 2 години се наоѓавме во една ситуација во каква што се наоѓавме. Во Соединетите Американски држави се наш стратешки партнер, така што тоа веројатно нивното присуство и партнерство и поддршка ќе трае. Но пред 2 години се наоѓавме во ситуација катастрофална. Сега веќе се тестира не се тестира од ничива страна, сега тие што не слушаат да не ме разберат погрешно, не мислам дека се тестира од ничива страна, туку мислам дека е време да покажеме колку сме зрели. За мене, например, политиката не е толку комплицирана, за мене политиката е многу едноставна. Бидејќи треба едноставните решенија во политиката се најчесто најдобрите решенија и во оној момент кога ќе почне да се комплицира ситуацијата и да станува замрсена, тогаш веќе не зборувате за политичари, туку зборувате за политичко калкуланство. Сега, убаво би било кога наједноставните решенија би биле најфункционални во политиката, мислам дека најдобро е така. Така е, меѓутоа најчесто се оди кон најкомплицираните решенија. И точно дека затоа што секогаш се мисли дека животот е комплициран. Да, и меѓу другото се мисли дека секогаш тие комплицираните решенија се по лесни, бидејќи полесно можете да ја продадете приказната политички. Но пак ќе кажам, мислам дека е време на зрелоста наша да си ги решаваме и домашно погледнете. Ако видите и домашно, ние немаме, например, во парламентот медијатор, не знам, од Европската унија или од Соединетите Американски држави помеѓу власта и опозицијата. Не преговараат координаторите на претеничките групи кај председателот на собранието, па се вклучува председателот на владата. Да речеме, за суштинското прашање како што е СЈ и обвинителството не ќе може петстрански проседи. Така мене ми се чини. Мислам дека ќе мора да научиме да разговараме и дома и надвор без странски медијатори. Да, Ивана, тоа знаете како тоа ќе мора да научиме, а акцентот е во идното време на целата реченица. Ако ни треба уште 10 години да учиме, ќе ни поминат сите возови. Знаете како? Странските посредници некако го скратуваат тоа времето наше на учење. Вика, добро, вие ќе научите, ама седнете сега да се договорите. Точно, во право сте. Затоа реков, се комплицираат работите, кога може да бидат многу едноставни. Например, седнуваат власт опозиција, разменуваат аргументи и се наоѓате на пола пат. Има тука прашања кои што не се само прашање што ги контролира Македонија. Ивана, зашто еднаш не се договорат двете главни македонски партии за стратешки цели на Северна Република Македонија или на Република Македонија? Јас не мислам дека тоа е работа само и на македонските партии. Например, значи поедноставно, еве немаме една пречка што се вика националност. Иако јас сум против национални партии. Партиите треба да си бидат политички како во цел свет. Само кај нас има партии. Не мислам дека тоа е дебата само за македонските партии. Како? Па, например, тие се договорени за стратегиската цел за интеграција во Европска унија и НАТО, само што патиштата по кои што ќе се оди до таму се различни. Збориме за патиштата да се договорат. Нели треба да ја упростиме работата? Ќе знам, ама кога би немало разлики, тогаш веројатно бил еднопартиски систем и нека има разлики, како нека нема, ама разликите да бидат на тоа кој има
поубав предлог за тоа какви да бидат доноците, како да се развива образование, не да се расправаме уште за... Добро, можеме тогаш да констатирам дека, бидејќи започнавме емисијата со има и нема потреба драма и така натаму, дека е можеби Македонија жртва на овој внатрешен притисок политички кој што постои во очекување на резултати од оваа влада, бидејќи таа дојде со мандат на големи ветувања за големи промени. Тој мандат во еден голем дел на важни прашања го испорача, но на еден друг дел на исто така важни прашања не го испорачува. И сега се создава една атмосфера веројатно предводена од самиот премиер, дека ако не го добиеме датумот 3 месеци понапред, а не подоцна, дека со тоа ќе му се наруши не само внатрешната политичка ситуација, туку и капацитетот за правење реформи. Бидејќи се испоставува дека ние, зошто не треба на нас датум за преговори ако имаме капацитети без датум да правиме реформи? Кога ќе го добиеме датумот, тоа именно ќе биде правење реформи со многу побрзо темпо. Имаме ли ние капацитети без датум? Добро да кажеме во ред, еве наместо во јуни ќе ни го дадат во октомври, ама ние се едно ќе правиме реформи. И ние можеби имаме таков капацитет. Меѓутоа тогаш обструкциите во правењето на тие реформи ќе бидат многу поголеми. Бидејќи немате некој кој што ви разните обструкции. Значи, сакате ли ни е потребен судија некако? Сакате ли внатре-партиски, сакате ли опозициски, сакате ли од други страни, од затоа што вие ќе имате граѓанско општество кое што ќе ги цени тие реформи. Може би тезата за трпеливост на кој стратешкиот интерес на политичките партии, ова што го зборувавте околу стратешкиот интерес, тогаш веројатно би се разликувал многу. Вака имате Европската унија и НАТО и сега може да се разликуваат политичката околу тоа. Јас ви кажам инженерски. Значи едно е да имате капацитет, значи имате снага, имате вие една кола што има 200 конски снаги. Меѓутоа ја возите со 100. Значи ја возите со трета брзина, не ја возите со четврта, со пета, не идете 200 км на саат, одите 100 км на саат. Зошто не употребите максимално вашата снага? Значи, умешноста на политичарите наши ќе треба да биде да тој капацитет со кој што ние располагаме да го распоредат правилно да го употреба за да има ефект. Тоа е, имаме капацитет, немаме искористување. Сега да сум јас некаков играч таму, што би направил? Овие така малку не ставаат на страна. Имав еден професор по термодинамика, вика, знаете како јас се одмарам? Како? Па вика, читам после биологија. Како се одмарате сега термодинамика, па читате биологија? Па читам нешто сосема друго, вика, од ова што го учам. Тие почнување преговори овона, јас правам реформи. И го тргам вниманието. Ја разбирам тезата, меѓутоа гледате, не е така едноставна ситуацијата. Значи, премиерот треба да влезе, не дозволете. Премиерот треба да влезе во најавена реконструкција на влада. Датумот му се одлага. Не знае што да прави со коалицијскиот партнер. На разни нивоа има разноразни, како да кажем, потврдувања, намерни, па и да кажем субверзии, што легитимни од опозиција, што нелегитимни од администрација и така натаму. Во меѓувреме поминуваат недели и месеци, работите не се одвијаат со тоа темпо, а го нема притисокот на преговори отпочнати со датуми, со бенчмаркови. Знаете како е тоа, вие барем знаете со штикли, дека ова стварено и така натаму. И сега сепак се тоа политичари, како што е Меркел политичар, така и овој Заев политичар. Како што му е нему вака, така и е не за таму. Во ЕУ, значи И сега убава е оваа приказна дека сите би требало да бидат свесни да прават реформи, ама не прават. Не треба свесни, премиерот треба да биде свесен. Премиерот е свесен за тоа. Треба да ги прави. Која ќе биде последицата по премиерот доколку не добиеме датум како што се надева? За мене не би требало да има голема последица, затоа што не е негова вина. Видете, значи јас го разбирам експертскиот дел и така. Меѓутоа постои светов на реал политика, каде што, како што набројавте, неколку сценарија се и кај премиерот, и кај владата, и кај нас како мнозинство. Сега вие во една таква ситуација ќе бидете и обвинувани дека не сте направиле доволно реформи, а всушност и опозицијата сама е свесна дека ова не е по вина
на власта. И сега се враќаме повторно назад на еден наратив кој што мене, например, во дебатата за Преспанскиот договор многу ми пречеше. Тоа беше наративот на жртва. Се мораме, и тоа јас го слушам од прилика од своето раѓање. Се на нас не се случува, значи сите не мразат, не сакаат, така натаму. И сега од еднашка, кога се издигнувате, ниту не мразат сите, ниту сите не сакаат. Го зборувам како наратив, не јас, не го мислам јас. Меѓутоа како наратив. И сега од еднаш вие издигнувате како некој пример, светол пример на Балканот. И од еднашка ве посочуваат како пример, меѓутоа тоа некако пак ве враќа назад кон синдромот на жртва. И не мислам дека е добро, пак ќе кажам, не мислам дека е добро и внатрешно, па ако сакате и регионално не мислам дека е добро. Не е убава пораката која што би ја добиле во таков еден контекст, а премиерот овие месеци ги користи и го гледаме за лобирање и за аргументирање на нешто што Патен го каже јавно, јас го мислам, тие се аргументите. На професор Филипов ќе му оставиме да го направи заклучок од медицина, бидејќи му доликува и на знаењето и на искуството. Филипов, ќе има ли, значи, од сета оваа приказа која вечера се обидовме да расклопиме, ќе има ли некакви тешки последици по иднината на Македонија? Не ни разговаравме за економски и други социјални така натаму позиции, доколку ако не во јуни го добиеме датумот за отпочнување преговори, да речеме во Јас само ќе зборувам сега како, признавте, хронолошки сум повозрасен од вас. Не зборам поинако. Значи сум преживел разни драми. Кога ќе видите разни драми, и опери. Значи чувствувате како се одвиваат разни сценарија и понекогаш препознавате, па го гледате почетокот на филмот или на драмата, па го знаете крајот. Од тој аспект сметам дека нема потреба од волкав страф и од волкава драма за Северна Република Македонија да не ме обвинат Република Северна Македонија да се плаши толку од овие 3 месеци фазно поместување на одлуката кои што мора да се случат од причини во кои што Македонија има сосема мала улога. Точно и дека не сме ги завршиле сите приказни околу реформите и така натаму. И кога ќе влеземе во Европското Унија нема да бидат завршени. Меѓутоа, да не добро е тоа, владата мора да го прави тоа, значи тоа е редовно очекуван потек е ова што го направи премиерот и што го прави председателот и отидоа и да ги кажат своето мислење, да предупредат на опасностите што може да се случат. Меѓутоа сметам дека и европјаните вршат некој надзор и вршат некоја пресметка и имаат извршено пресметка на евентуалните последици од ова фазно поместување на таа одлука. Сметам дека нема да влијае толку многу доколку ние навистина си се зафатиме и си продолжиме со реформите како што треба да си раководи. Туфеджич Филипов, ви благодарам за вечерашната дискусија. Како што да работи веќе, имаме нешто и у октомври да разговараме, не можеме сега да затвориме се во јуни и да кажеме. Ние не знаеме уште Велика Британија дали ќе излезе од така. Толку крупни прашања. Ми беше задоволство, а вам почитувани гледачи ви препорачувам да останете и понатаму со Еден ТВ, бидејќи следуваат се уште неколку дебатни содржинија и ќе ги погледате и последните вести, серијскиот филм и така натаму кои што следува програмата на НТВ. Јас сум Сашо Ордански, ова беше печата на неделата. До летната пауза имаме уште 2 емисии, така што ќе се видиме уште во двете наредни среди, а потоа малку ќе се одмориме на овие пеколни жештини во Македонија. Пријатно и убава програма која што следува на Еден ТВ.